Драги гледачи, наш соговорник денеска е Борис Василевски, млад режисер од Прилеп, кој што последно ја режираше представата Стапите за глувци во Прилепскиот театар Војдан Чернодрински. Борис, би сакал да поразговараме околу повеќе теми околу ова уметност, театарската уметност. Еве да го започнеме овој разговор со последното случување во градот, последното издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Како млад режисер, како гледате на ова издание и како гледате на представите кои што публиката имаше можност да ги гледа? Добар ден, ви благодарам пред се за поканата. Во однос на тоа како фестивалот, кој правец уствари го фаќа фестивалот и како неговата видливост е крената, тоа го оценувам на доста високо ниво. Во однос на представите и на нивниот квалитет, да бидам искрен, оваа година не успеав да ги погледнам сите представи како што обично тоа го правам. И можем да кажем дека со исклучок на една-две представи гледам едно, да кажам едно мало стагнирање на македонскиот театар, но тоа не е ништо страшно. Мислам, тоа е нормално да се случи во театарот, особено во една вака мала земја како нашата. Тоа зависи од година до година и представува еден циклус, така што да се надеваме дека до година ќе имаме по-силно издание во однос на квалитетот на представите. Стагнирање во однос на инвентивноста, на квалитетот, на што точно мислите? Да, повеќе на квалитетот и на тоа дека се фаќаат некои теми кои што се прилично споредни, ајде да кажам, за нашето општество, дека не се толку активни во однос на критичната мисла. Колку денеска театарот е коректив на општеството, она што би требало да биде негова основна мисија? Мислам дека тука кај нас одиме малку на една посигурна линија, дека како што веќе кажав, дека ги обработуваме некако тие споредни теми. Тоа не мора да значи дека е лошо. Мислам, секој уметник го прави она што го чувствува и исто така и јас сум работел на тие малку поспоредни теми, кога викам поспоредни, мислам на политички неактивни во таа смисла. Но мислам дека сепак има надеж да се доведе до таа една акција која што е потребна, како театарот треба да биде активен чинител на животот на човекот. Каде го гледаш македонскиот театар во овој момент, кога би направили на компарација со останатите театри, сигурно како млад режисер ги следите и представите што случува тука во соседството, во Европа? Па, според мене, македонскиот театар може да се такмичи со барем театрите од регионот. Кај него проблемот е само што е доста затворен. Некако како да не е спремен да се отвори малку кон нови соработки со продукции од странство и со инспирации од странство, но и со одење чекор напред во некои работи, но според мене има тука доста потенцијал и во актерите и во режисерите, така што мислам дека може да се крева квалитетот на македонскиот театар. Еве како би се сменила оваа слика што имаме моментално? Па со повеќе фестивали. Мислам дека ни фалат повеќе интернационални фестивали и бидејќи сме мала средина, некако сите се знаеме меѓу себе и во еден момент тоа станува некако бајато и збоктисано и се досадуваме едни на други. Мислам дека тука ни треба некоја циркулација. Мислам дека секој сам од себе треба да почне уствари да со своја иницијатива да се освежува себе си и да си створа шанси да работи и надвор и тука и слично. Каде ја гледаш перспективата на твојата професија во Македонија, режисер во театарската уметност? Па како што кажав, мислам дека шансата не треба да се чека, туку шансата треба да се ствара. Така што доколку човек има иницијатива, мислам дека има работа за него. На подолгорочен план не би можел да кажам, бидејќи постојат некои проблеми тука кај нас во однос на тоа колку имаме завршени, а невработени театарџи и слично. Но сметам дека независната сцена е еден добар дел каде што човек може да се вежба. Ајде да кажеме, тоа е еден простор кој што е така без многу рестрикции, каде што уметникот може да се ја земе својата слобода и да се челичи. Како функционира кај нас таа и колку функционира таа независна театарска сцена?
Па во последниве години појавени се доста уметници кои што работат на таа независна сцена. Има некои проблеми со кои што се соочува таа независна сцена. Еден од нив е немањето на простор. Секогаш е мака мачење со институциите за да се дојде до одреден простор. Додека исто така имаме доста мали буџети за таа независна сцена. Некако свесноста кај државата до сега и дури и кај публиката за таа независна сцена не е на некое добро ниво како што би можела да се каже во некој дека е на некој поднапредни земји во регионот или понатаму на запад во Европа. Проблемот е најчесто во финансиите или во другите услови за организирање на таа независна театарска сцена? И дали има публика која што би ги следела сите тие проекти кои што би ги направила независна театарска сцена? Мислам дека има публика. Сега не е доволно публика, нема доволно публика, но може да се ствара. Сега проблемот е што секогаш независната сцена, бидејќи е ограничен број на луѓе кои што работи на представата, ги троши своите ресурси токму во тие проблеми како што се простор, немање или малку буџет, па никако да се стигне до тоа да се посвети внимание на маркетинг и да може да се крене свесноста и да се зголеми бројот на публиката и слично. Освен државата што кажавме не одделува доволно средства, колку оваа независна театарска сцена е препозната од други, ајде така да кажеме, мецени, условно кажано, бизнис секторот во државата? Во однос на бизнис секторот, сега нема некој огромен слух, бидејќи како приватниците да не гледаат доволно ќар во промовирањето во уметноста. Постои некој предлог закон за ослободување од данок, како што тоа се прави со спортските клубови. Тоа би можело значително да го подобри тој дел. Исто така постојат и некои европски фондови кои што кај нас па се прилично малку застапени. Иако ги има, прилично мала е свесноста за нивното постоење. Не се искористуваат тие средства? Мислам дека не се искористуваат доволно. Зошто? Каде е проблемот? Во апликацијата на тие проекти, во добивањето на начинот е тежок? Начинот е тежок, е прилично комплициран. Ние, бидејќи сум активен во независно здружение Штрих, се обидуваме да добиеме сега еден таков проект. Апликациите се така прилично комплицирани, но не знам уствари да кажам зошто не, веројатно е недоволна информираност од наша страна. Соработувате ли со други независни театарски сцени од регионот, од Европа? Досега сме имале една соработка со Кралскиот театар од Сетиње во Црна Гора, но активно работиме на два големи проекти со две групи од Црна Гора, една група од Белград, од Србија и една група од Загреб. Така што да, пробуваме да се вмрежуваме, бидејќи сметаме дека тоа е начинот на учење, на растење и на пробивање во нашата фела. На што во моментов работи Борис Василевски? Во моментов припремам два перформанси кои што треба да се случат на два посебни фестивали во село, во две различни села. Едното село е Вртешка и фестивалот се вика AI Вртешка во Штипско. Додека другиот фестивал е во прилепското село Стровија. Се уште имаме само работни наслови, не можам премногу да зборувам околу тоа. Можам само да кажам дека ќе биде поврзано со богомилите. Нешто што кај нас е неискористени ресурси, тема која што не доволно е застапена, а е доста автентична за нашето поднебје. И до крајот на годината исто така треба да имам уште една премиера тука во Прилепскиот театар. Представата ќе биде една современа фарса. Сега ќе го прикриеме насловот. И исто така до година можам да најавам и авторски проект. Оно што ми е интересно, одржувањето на овие два проекти во две рурални средини, од каде идејата токму во Стровија и во Вртешка? Па добив покана и од двете места. Непланирано, мислам, AI Вртешка е фестивал, мултимедијален фестивал кој што постои, мислам дека ова ќе биде негово четврто издание. Таму ќе работам со студенти од Бугарија и исто така македонци.
Додека Стровија, ова ќе биде второ издание. Претходната година беше само музичко издание, а оваа година се проширува малку. Беше музичко и визуелно, имаше, ајде ова ќе шкрапните пак. Додека во Стровија ова е второ издание. Претходната година беше само музичко издание, а оваа година се проширува малку на повеќе уметности. Борис, ти благодарам за овој разговор. Се надевам дека големи ќе бидат перспективите на режисерската професија во Македонија и дека во иднина ќе имаме можност да погледнеме многу ваши дела, како што беше представата Стапите за глувци и овие кои што во моментов ги најавивте, и дека ќе профункционирате таа независна театарска сцена многу повеќе, кој што ќе ги отвори многу повеќе вратите за оваа уметност во Македонија. Ви благодарам и јас.